пресконференција, пратеникот Левков вчера на тој прес му порачува на обвинителството да ги повика и реди една серија лица, меѓу другото вели Вице Заев. Друг пратеник ваш, Бојан Стојановски, во парламентот вчера му поставува прашање на вице-премиерот Николовски, како му вели зошто Вице Заев е забранета категорија за институциите, секако контекстот е овој случај за кој што веќе зборуваме известно време во оваа емисија. Но вие вчера во Прилеп, кога ве прашуваат за тоа, велите јас никаде не го споменав Вице Заев. Да. Јас предпоставувам ја разбравте иронијата и сарказмот во мојата изјава, инаку јас зборував за токму тоа лице Вице Заев и за оваа фамилија на власт, дека се длабоко замешани во вакви скандали уште многу пред ова да се објави на македонската јавност. Не се плашите, не се воздржувате, не правите дистанца од брифингот кој што го направивте? Не. Васко ве молам, тама работа не постои таков човек од кој што јас ке се исплашам. Не, добро, а најмалку од тој господин. Оти вчера, јас искрен да бидам, не го разбрав тоа саркастично, мислев дека навистина има разлика во пристапот и се прашував зошто вие велите дека не сте го споменале името на Вице Заев. Тоа беше дадено малце така, повеќе саркастично, иронично, но очигледно дека политичкото изразување треба да биде подиректно и поконкретно. Но еве, благодарам на можноста да појаснам, за да не биде дека како што вие велите, правиме чекор назад од брифингот, напротив, само можам да го потврдам. Да бидеме честни, и Вице Заев и ЕСМ сега поранешно ЕЛЕМ излегува и СДСМ излегува со реакции и демантираа дека се тоа не е дека нема да го потврдат тоа. Вие зарем очекувате да излезат и да речат браво Мицкоски, во право беше не фати. Сигурно нема тоа да се случи.